Прво, постапката за изработка на спомениците и структурите од проектот Скопје 2014, а кои се реализирале преку општината Центар, е спроведена со сериозно прекршување на Законот за јавни набавки. Второ, непосредното преговарање за склучување на договори со авторите, чии идејни решенија биле прифатени, било спроведено на начин кој не овозможува проверка на договорената цена. Поголемиот дел од прифатените предмер пресметки на авторите се паушални, без јасна спецификација на предјавените трошоци и како такви не се подобни за евалуација. На тој начин, на авторите им се исплатени огромни парични средства, без можност да се согледа нивната оправданост. Трето, во општината Центар немало адекватна контрола за тоа дали авторите ги изработиле и испорачале моделите според вид и количини кои биле договорени и платени од страна на општината. Тоа резултирало со неосновани исплати на високи парични средства кон авторите и кон фирмите кои ги изработувале елементите. Четврто, голем дел од постапките за избор на фирми за лиење и изработка во мермер на спомениците и релефите биле спроведени без да се обезбеди ниту елементарна конкуренција. Пето, општината Центар во повеќе наврати донела проблематични одлуки со кои ги елиминирала конкурентите на фирмите на Фердинандо Маринели од Италија. Од друга страна пак, на економските оператори Фондерија Фердинандо Маринели и Пјетро Базанти, општината Центар незаконски им овозможила предност и привилегирана позиција за добивање на тендерите. И шесто, посочените незаконитости во постапките за јавни набавки резултираат со штета по буџетот на општината Центар во износ од околу 8 милиони евра, само по основ на изработка на спомениците, односно со лиење и во мермер. Не е лесно после овие наводи да се биде ладнокрвен, да се дадат изјави. Ова се благоречено според мене, според сите нас шокатни наводи, шокатни сознанија кои што мислам дека во голема мера ќе влијат на многу случувања понатаму. Не е дека сме јас или сите изненадени од ова што го слушнавме. Сите очекувавме некакви дубиози во работењето, меѓутоа ова ги надминува, искрено кажано, и најсмелите предвидувања. За мене станува јасно зошто, или дури сега ми станува мене јасно зошто беше целата таа битка околу Центар, зошто имаше една дополнителна димензија во целата битка која што надминува еден конкурс, што би рекол, отворен пред граѓаните за тоа кој ќе биде избран во општина Центар. Ова беше најавено страна на власта како најголем проект во историјата на Македонија, после изгледа ова ќе излезе најголемата афера, затоа што, внимавајте, ова се само моментите кои што се однесуваат на скулптурите, сето на што дело преку општина Центар. Што се случува и какви биле постапките, тендерските постапки, кој како бил избран на сите објекти што се граделе во проектот Скопје 2014, станува да видиме, односно кој ќе може се разбере еден ден да се влези во таа документација. Фрапантен е податокот дека можела се заштеди ни помалку ни повеќе околу 8 милиони евра. Само доколку не била фаворизирани фирмите кои што се всушност, како што разбравме, потекнуваат од и собственик, тоа се Мариели и Базанти. Ова е еден, за жал, школски пример на незаконски, на, условно кажано, наместени тендери, затоа што видовте, сведоци бевте на незаконски исклучување на фирми, потоа фаворизирање на двете фирми, од кои што едната, како што гледате, не е ни, ако прочитавте според она што го пишува во Стопанската комора на Фиренца, фирмата Базанти е регистрирана за трговија со антички мебел, гоблени, везови и така натаму. Значи, воопшто не е квалификувана да работи вакви споменици. Фантастичен
е податокот дека се избрани понуди кои што се поскапи од 165%, па дури до 227%. Зошто и како се работело тоа? Оставно да го одговорат оние кои што ги работеле предметите. Има едно главно прашање, каде отишла оваа разлика од 8 милиони евра, и тоа ми се чини дека има и само еден одговор кој што се наоѓа пред нас. Бевме убедувани наназад дека се работи за патриотизам, дека се работи за некакво историско градење, овде не се работи за градење, овде се работи за крадење. Едни исти фирми кои што прво се исклучуваат, потоа одеднаш после реакцијата на јавноста, потоа се истите тие фирми квалификувани да добијат јавна набавка и да ги работат наведените споменици. За крај, да кажам дека не можам да се изначудам на пресконференцијата или соопштението кој што ми беше упатено пред една недела, до мене лично, каде што Владачката партија наведува, цитирам, дека се докажало дека нема ништо во нодите и дека нема ништо да излезе и затоа немало ревизија. Останало прашањето дали во таа партија, дали председателот на таа партија, дали председателот на владата на Република Македонија не знаел што се прави, јас затоа го повикав и господин Груевски, а повикав и министерката Канчевска да дојдат денеска на пресконференцијата, за да можат после мене тука да седнат и да дадат одговор на логичките прашања кои што се поставуваат после вие наводи. За жал тие не ја прифатија поканата, меѓутоа зборов со пратениците од општина Центар што се во собранието и тие ќе поканат иницијатива за надзорна расправа во собранието на Република Македонија, каде што и премиерот и министерката и сите инволвирани се должни да присуствуваат. Се разбира, и јас ќе присуствам на таа седница. Ветивме транспарентност во работата, веднаш после пресконференцијата ќе го добиете овој материјал, а од овој момент овој материјал се наоѓа на веб сајт страната на општина Центар. Се разбира, таа е преведена и на англиски јазик, затоа што постоеше огромен интерес од страна на меѓународните фактори за овој извештај. Јас би сакал во прилика да ги поздравам представниците на ОПСЕ кои што се тука присутни на денешната пресконференција. Се разбира, едно од вашите прашања ќе биде што понатаму. Јас, како и првиот пат, и овој пат материјалот ќе го предадам до обвинителството. Не знам зошто досега не ги слушнавме во врска со првиот дел од материјалот, можеби чекале да биде доставен комплетниот материјал. Еве, убава шанса, мислам дека овде се толку јасни наводите да не постои судство, обвинителство кој што ќе може да сокрие оваа работа, меѓутоа ако се случи, се надам дека нема случаи, но ако се случи тие да не излезат со своји наводи, мислам дека многу посреден ќе биде наодот на граѓаните кои што се разбира после оваа пресконференција и после овие податоци, самите многу лесно ќе може да се ги донесат заклучоците кои што се јасно изложени пред. Благодарам, дали има некои прашања? Повелете. Немате ли сега за дел од вработените доколку имало замешаност во целата оваа процедура и постапка која била правена преку проектот Скопје 2014 и доколку се покаже дека некој е инволвиран, дали ќе пренесат кривична прија? Затоа дали конкретно некој ќе бараше одговор? Затоа овој предмет оди во обвинителството. Сакам да ги слушам нивните наводи, за понатаму да видиме како и што ќе постапиме. Не исклучувам ниту една можност, меѓутоа на вистина ова представува извонеден тест да видиме македонското судство како работи, дали се точни наводите кои што години наназад ги добиваме, да кажеме во извештајот на Европската комисија дека имаме партизирано судство или пак овој пат под налетот, под товарот на овие силни и крајно прецизни аргументи, обвинителството ќе мора да отвори постапки. Повелете. Граѓаните на општина Центар не се незадоволни само заради тоа што повеќе пари се потрошени од што требало во спомениците, туку тие се несвесни што спомениците воопшто се тука, се воопшто изградени. Вие не зборувавте подрастични мерки многу. Како најавите ваши за дислокација на спомениците завршија сега со реторички повици до обвинителството и до Груевски, да се сети дали знаел или не знаел за криминалот? Благодарам.
давањето на овој материјал до обвинителството не е воопшто риторички чекор, е многу конкретен, затоа што точно, јас не сум многу голем оптимист, меѓутоа ние ќе мора да ги тестираме нашите судови, нашето обвинителство. Што се однесува до тоа што го кажав околу можниот референдум, мислам дека беше многу попамбетно да излезе овој материјал, а да може потоа сите да се изјасниме околу иднината на овие споменици и можеби воопшто не е лош периодот кој што ни доаѓа, бидејќи знаеме дека имаме известно, дека сигурно ќе имаме претседателски избори, можно е според најавите да имаме и парламентарни избори, зошто не да не се искористи тој момент, да нема дополнителни трошоци, да не бидам обвинет од некој или од некои дека сакам дополнителни трошоци да правам, можеби тој изводен период каде што треба да има и референдум за ова прашање. Поведете. Добро, вака екстремно во оптимизам, за вие на реалност, што очекувате, како ќе заврши се тоа? Пошто како што од минува време се остава впечаток дека вие потрошивте, да не речам, не вие комисијата време, општината пари, сите ова ќе остане само на зборот, никој нема да се покренат одговорност. Мора да има одговорност за сето ова. Не гледам на кој начин ќе може, не може обвинителството да молчи, обвинителството мора да излезе со... Верувате дека сепак некој ќе, да речам, плати? Верувам дека мора да излезе со изјава. Вие верувате, меѓутоа очекувате дека ќе излезе? Останува да се надам. Затоа што можеби проблемот е во сите нас овде присутни и новинарите и јас што не прашуваме доволно. Значи, обвинителството треба да е секој ден под налет на прашањето до каде сте со... Ова е сосема јасно. Не гледам, на вистина не гледам можност како ќе може да се пресокне овој предмет. Првиот пат очекувавте од обвинителството да се произнесе да случат кога беше првиот од извештата, ја помина неколку месеци, никој ништо не... Овие прашања, не ми ги поставите мене, треба да ги поставите прашањата во македонското судство. Имаме уавсен председавач, кој што не се сослушува во законски предвидените 24 часа, туку се чека неколку дена, така да не можам да одговорам зошто судството не работи. Пак ќе кажам, еви да го делам со вас песимизмот дека ќе ги слушнеме судовите. Тука е македонската јавност, која што може јасно да донесе заклучок кој бил мотивот на целиот тој проект и што се правил. Пак ќе кажам, ова е еден мал сегмент кој што одел преку општен центар, до кој што можевме да дојдеме затоа што е освоена власта во општен центар. Инаку никош немаше да се дојде до овие податоци. Сетете се на пресконференцијата која што беше организирана помеѓу двата изборни круга, отчетот на претходниот градоначалник и на министерката Канчевска. Се разбира, тоа беше затоа што моментот беше јасен дека ќе се изгубат изборите. Во тој отчет не стана збор за овие наводи. Така што вистината, како што неколку пати сум кажал, ќе излезе на површина.